Филип Петровски, што се случува во Македонија? Каде оди Македонија во моментот? Мене ми се чини некоја статус-кво ситуација. Ниту ВМРО може да го симни да го порази Заев, ниту пак мери од коалицијата може да го симни да го порази Христијан Мицкоски. Како вие гледате на тоа и за почеток да почнеме од таму? Благодарам за поканата. Еве трет пат оваа година. Трета среќа. Да видиме. Среќа, да. Јас ги прифаќам со задоволство овие емисии затоа што мислам дека имаме што да кажеме, затоа што мислам дека се ова критични времиња од кои што треба да оставиме една трага, за да можеме да се подсетиме на тоа што се случувало и автентично да извлечеме материјали во иднината ако пишуваме историја. Се сеќавате на емисија Сите луѓе на премиерот? Се сеќавам, да. Која година? Тоа беше 2010 или 11. 2010 година. Миле Антонио, Владко Ѓорчев и така натаму. Емисија е снимана 2010 година, овој период некаде ноември, декември месец. Ја одам на некое снимање во Грција. Ја пуштам емисијата на Канал 5, пола Македонија нема струја. Од онаа страна на реката Вардар, значи Битола, Тетово, Гостар, значи нема струја. За да не биде гледана. На Канал 5 имаше 110.000 гледано само во овој дел, источен дел на Македонија. Се уште се збори, таму бевте вие, беше покојни Никола Младенов, се уште се збори за таа емисија, ставена пред некоја година на YouTube, 150-200.000 гледаност има само на YouTube. И уште ќе биде гледана. Да. Тоа од проста причина и уште е гледана. Пред некој ден ми јави еден мој пријател дека гледал за Антонио Милошевски, што сум кажал. Втор човек е сега во ВМРО. Да не е прв. Па веројатно го наметна или неговото кадровско решение, генерален секретар. Со онаа цела структура кичевско-удбашка линија, но добро, таму одговара на Мицковски затоа што и Мицковски е по потекло од таму и према удба влечат и неговите фамилиарни линии. Тоа сме зборувале. Мицковски има давано забрана Милошевски се кани на медиуми под контрола на унгарските пари. Значи пред 2 години Мицковски забрана има давано, има забранувано Милошевски се појава. Сега стигна сигнал дека треба да се го спаси кожичето. Значи стигнал сега од Будимпешта дека треба да биде канат Антонио Милошевски. А па тука е споната Александар Николовски, кој што е новото милениче на Груевски, за кој што зборат дека по абдицирањето на Мицковски треба да биде новиот наследник негов. Нели со Амин од Груевски, за да Груевски го задржи своето влијание во партијата, а моите информации говорат дека Николовски работи на создавање на коалиција на медиуми, на прибирање на новинари и влијателни луѓе кои што тоа би го поддржале и екзекутирале. Тоа Мицковски го знае и мислам дека е свесен дека не може тоа да избега доколку промената се случи нели внатре, еден да се симне, друг да се качи, што ја мислам дека е тотално неприфатливо за ВМРО и ќе биде погубно, бидејќи ВМРО е во многу лоша состојба сега. Гледате Петровски, секој што Мицковски оди на средба со Орбан, средба во Белград, ова е со него. Александар Николовски со него. Контролата на унгарските пари ги има Александар Николовски. Кога ова екипа на Гордана Јанкуловска, Милена Киевски, Зоран Ставревски, Мартин Протогер се дистанцираат поради бомбите од Никола Груевски, односно Александар Николовски останува до крај лојален на Никола Груевски. Тука се прави таа спојка, значи тој амалган што се вели, бидејќи Александар Николовски е со Груевски 2017 година на Виенскиот аеродром, кога се случуваат настаните на 27 април. Вака се, значи моја мислење е дека прво ако збориме за Гордана Миле и другите, они не се дистанцираат, они се дистанцирани. Они се жртвувани поради тоа што се експлицитно поврзани со криминалот у партијата во разговорите кои што ги има САЈО. Значи, они не може да избегат од одговорност. Еве, Гордана е во затвор веќе. Суштината е... И тоа се прецесирани само 5 до 10% од разговорите. Така. Еден поголем дел од разговорите, посебно оние приватни разговори, кај што е Протогер, кај што е секретарката на Груевски, така натаму и така натаму, тоа не се ни пуштени во јавноста. Не се ни битни тие. Концепцијски... Но тоа покажува каква е таа структура во тие 10, 11, 12 години. Значи, тие баханалии кои тамо се правени, ни во стариот Рим не се правени. Значи, кога може да се слушнат сите тие материјали, јас не сум ги слушал, но ми раскажувале луѓе што ги имаат слушано и што ги имаат правено, тоа било страшна работа, на страшна деструкција која се случува во таа партија. Не само финансиска, туку и морална, секаква деструкција. Васко, апсолутна власт, апсолутно корумпира. И пак се вратам на линијата на Гордана Миле и сличните, бидејќи Миле го коментиравме и пред 10 години во емисијата. Нека слика на Бранко
има во студентски дом. Така Тоа ли е беше точно, формулацијата? Тоа е точно. Во Солун, нели но, така ајде, во Солун? тоа и не е битно, многу луѓе сега што се околу Мицковски имале слика на Бранко или се луѓе на Бранко. А може и Мицковски во новчаник си носи некоја слика на Бранко со посвета таму. Па Мицковски не, ама луѓе од неговата фамилија да. Имаат, нели? Да. Има, извино Петровски. Да. Зашто имаме многу работи. Има одредена информација дека луѓе од фамилијата на Мицковски се ангажирани уште 2005-2006 година да прават ревизија и да учествуваат во продажбата на Елем. Значи има такви информации. Добро. Значи доаѓањето на Мицковски на чело на Елем 10 години подосна не е ни случајно, не е ни од Господ од небо паднато. Значи тој е играч на Воин Лазаревич, тамо се Вук Хамович и Воин Лазаревич. Вук Хамович е син на генералот Раде Хамович, Воин Лазаревич е првиот човек на Мило Ѓукановиќ кој прави трговија со струја. За Воин Лазаревич. Тоа е многу лукративен бизнис на. Кога говориме ние у која фирма работел Мицковски, кој никој не го истражува. Работел во Белград? Белград работел. Што правила таа фирма? Тргувала со струја. Така е. Имал ли он менаџерски договор од тоа да зима проценти? Имал, колку што се Зошто тоа не се експлоатира во јавност? На никој од медиумите. Значи Зошто не се никој им експлоатира? фрливме ракавица. Еве нели ја и ти сме луѓето на Заев. Да. Зошто медиумите на Заев, ако ние сме тие Луѓе на Заев, извршители, да. нели се пошегувавме сега со фотографија на Facebook дека ги чекаме парите од Заев. Само ние на Заев, Да, на Мериот, да. на Така, странци, еве, така. А зошто не се проверат ова не се теорија на заговор, ова се работи кои што со документ може да се проверат? Може да се види. Да. Прилив на средства, данок плаќање, од каде Јас се сомневам дека како е маркица уцртана на таа Ваков куќа. Мицковски им одговара токму сите. на Заев и на владеачката гарнитура. Баш има многу. Они го шамараат ко мало дете. Значи не само што се исмеваат со него, туку се исмеваат и со идејата за ВМ. Он вели па да се вратиме пак на Гордана и на Миле, бидејќи мислата ми е таму останата. Значи, он вели лидерска средба, они велат, ма каква лидерска средба, ти немаш ни лидерски концепции, ни лидерски ставови. Антонио вели седница на комисија за надворешни работи у парламент, они му одговараат, нема што да разговараме ние за прашањето за Бугарија и така натаму, има значи буквално ги сметат за нерелевантен субјект во оваа битка. Не ги праша датум кога да има локални избори во Штип. Тие нема- не знаат датум кога Значи, ќе има. кого не прашуваш, оној што мислиш дека е нерелевантен, не е опасен и од друга страна, Не може кој што ништо ти да те одговара, направи, гледаш апсолутно. дека нема сила ништо да направи. Ти му пушти Тргна 2 да прави милиони. протести по 100 души во кола. Да. Мислам се смее целото членство.